Во услови на карантини и изолација поради пандемијата со коронавирусот, имаме шанса да размислиме за вредностите, за потоа да станеме подобри луѓе, луѓе кои ќе бидат повнимателни еден кон друг, повеќе ќе ги љубиме ближните и почесто ќе се молиме, порачува отец Александар Стојановски од Тетовското архиерејско наместништво. Препораките се и за засилена молитва и пост во овој период. Целата страстна седмица христијаните да го читаат оние што го има Светото писмо. Треба секој христијански дом да го има, да го читаат Светото писмо на Новиот Завет, особено Евангелијата кои ги опишуваат страданијата Христови. Исто така стои препораката за засилена молитва и за засилен пост. Овој период, кога повеќе сме дома, треба да размислиме за духовните вредности, за тоа дали сме се покаяле, дали сме се исповедале, да ја видиме разликата од моментите кога литургија божествена служевме со мноштво народ и литургија кога сега е редуцирано и кога не можат да дојдат сите групи на луѓе на света божествена литургија, да го почувствуваме и тој недостаток, а преку тој недостаток пак да го сватиме значењето на тоа што сме го имале претходно, а недоволно сме го ценеле. Значи, да се свртиме во љубовта кон семејството, оние кои се здрави да помогна на болните и преку тоа ќе покажа христијанско служење, преку носење на храна до нивните врати, на оние кои што не можат да излезат, преку молитва за нив, преку грижа, преку тоа што ќе ги побараме телефонски, ќе ги прашаме како сте, дали ви е нешто потребно, преку тоа служење на ближниот, преку молитвата, преку читањето на Светото писмо и се разбира, реков, оној кој што има потреба од исповед и причест треба да контактира телефонски со својот свештеник, а оваа година на тој начин ќе го прославиме Воскресението Христово или Пасхата Господова. Што се однесува до духовните потреби на луѓето, и Светиот архиерејски синод ги упатува да контактираат со својот парохиски свештеник во однос на света тајна исповед или света тајна причест. Свештеникот е секогаш должен, кога некој ќе го повика, да отиде во неговиот дом. Инаку богослужбите во црквите ќе продолжат да се одржуваат и храмовите ќе бидат отворени за верниците, но тие мора да ги почитуваат препораките на надлежните, односно присуство на помалку од 5 лица, со социјална дистанца меѓу нив.